Да, се враќаме во студиото. Нов разговор. Жителите на Кочани 2,5 месеци по трагедијата тешко се враќаат во секојдневните, да речеме, обврски, се уште се свежи сеќавањата за трагичниот настан. Околу психолошката поддршка која што навистина им е потребна на преживеаните, но и на семејствата на жртвите, секако и на помладите генерации кои што живеат секојдневно со овој трагичен настан. Разговараме со мојата гостинка Емилија Бошковска, психолог, вклучен практично во психолошката поддршка на овие лица. Добар ден и добре дојдовте. Добре ве најдов. Како што споменав, 2,5 месеци по трагедијата се уште се свежи сеќавањата и тоа е една колективна тага и траума која што не погоди практично сите. И како родители, и како граѓани, но секако и вас, психолози, професионалци во својата дејност, но директно морате да се соочите со нивните судбини и со периодот кој што после несреќата секојдневно го поминуваат. Колку психолози и колку тимови сте на терен, имаше претходно и обуки, и со што еве во овој изминат период се соочивте? Да, па вие веќе 2,5 месеци отприлика од настанот. Психолозите преку комората на психолози заедно со помош од Министерството за образование, како и со Црвениот крст, беа на терен од првиот ден. И во овој период многу колеги помина во целиот регион, не беше само Кочани, беше во Штип, буквално секаде. Многу колеги беа, са точната бројка над 100 беа вклучени во првиот момент. Веќе, значи, од изминатиот месец се работеше сосема поинаку, ги сменивме начините на работа, а веќе во овој последен период од, не знам, од 2-3 недели, сосема нешто друго се работи, така да пројдовме низ неколку фази и се уште ќе трае таа поддршка. Она што на почетокот се случуваше, значи, психолозите што беа пратени од комората, претежно пружаа прва психолошка помош. Понатака придовме на психосоцијална поддршка, значи, сакам да кажам, различен тип на помош се нудеше во периодите што бевме таму. Последниот период работи пред се советувалиштето кое што се наоѓа, психолошкото советувалиште кое што е во рамки на Црвениот крст и постојано има бесплатна психолошка помош таму. Сите тие лица беа обучени паралелно, затоа што реално во нашата држава и не сме имале во околу вакви размери трагична состојба, да треба толку многу вклучени да имаме психолози. Ние секако имавме преку комората тим за кризни интервенции кои што беа обучени за тоа, но во вакви размери секако дека не. Па се обидовме најбрзо што можеме уште првата недела да обучиме луѓе. Пред се тоа беа вработени од како психолози во училиштата, значи Министерството не ги даде на располагање, ние ги обучевме и ги пуштавме нормално на терен. На сите нив им се правеше дополнително и супервизија, значи не беа оставени така. Се работеа работилници, се работеше индивидуално, зависно од потребите. Пред се бевме на почетокот насочени кон младите, значи идевме по училиштата, работевме со младите, претежно работилнички тип, но пак ја кажам индивидуално по потреба. Понатака во вториот период почнавме проект кој што е веќе при крај. Проектот се однесува на поддршка на наставниците, односно на наставници и воспитувачи поточно во Кочани, како да се справуваат и како оние да бидат тие што ќе можат исто така да бидат тука за учениците и за младите. Така да тој проект беше поддржан од германската амбасада и е проект на пожарникарното друштво од Кочани. Заедно со посредство, односно со експерти од комората се реализираше. Така да доста интензивно се работи, во ниеден момент не беа оставени граѓаните во Кочани, во регионот воопшто сами. И пак ја кажам, се уште паралелно цел период, но и се уште функционира тоа психолошко советувалиште, каде што веќе може индивидуално да посетуваат сите на кои што им е потребно и таа помош се уште е бесплатна и така планираме да остане.
Велат не постои еден начин на тагување, бидејќи сите како индивидуи сме различни. Некој може би позатворен и на различен начин ја манифестира тагата, некој сака отворено да проговори за проблемите, за своите размислувања, да направат некоја рекапитулација на се она што претходно се случувало, на тоа што следи. Каква беше реакцијата, првичната реакција, на што наидовте? На почетокот можеше да го проследиме тоа, на вистина кај сите беше така. На почетокот сите бевме во шок, вклучувајќи ги и лицата кои што помага. Иако нели сепак сме тренирани, па можеме тоа да се справиме со истото. Забележавме како ги надминува фазите, како поминува фазите кај оние кои што тагуваат, но и воопшто кај жителите во овој регион. Забележително беше нели по медиумите на почетокот беа после шокот преде во Лутина, па имавме протести, па се бараше нели одговорност, не дека тоа прекина, но нормална фаза на сето ова беше секогаш Лутината дава енергија да можеме да правиме нешто, да бидеме активни, да искочиме надвор. Кога сме во тагата, нели се собираме внатре, без енергија сме и полесно се справуваме кога е повише на површина на Лутината. Но ете, тоа помина, нели, како една од фазите, има лица кои што може уште да се во тоа, значи не е дека мора во одреден временски период да го помине, сепак ова беше нетипична ситуација. И секој си има право да го чувствува тоа што го чувствува и постојано тоа го повторуваме, мислам дека и сите кога ќе искочиме по медиумите го повторуваме тоа, да не очекуваме дека сите мора идентично да се чувствуваат. Некој можеби ќе биде уплашен, некој ќе биде лут, некој ќе биде многу тажен, значи секој во различна фаза и со различни чувства и сите тие се нормални чувства на ваква ненормална состојба, што е зборувам за цела Македонија, не само за лицата кои што се засегнати. Да, колективен шок и тага, рековме, меѓутоа, што треба да знаат конкретно кога се работи за ваква состојба, за тагувањето и како да си помогнат во ваква една тешка состојба, во еден најтежок, да речем, миг за нив? Така, значи секој од нас има преживеано некаква загуба на близок и така натака, значи за никого не можеме да кажеме дека така треба да се однесува. Значи буквално секој на различен начин го доживува. Овдека е спецификата што многу млади лица беа пред се, а второ на едно место, на еден мал простор. И некако се продолжува реално и агонијата. Дека ќе помине тагата, нема да помине, ниту пак ќе исчезне, значи загуба на млади лица е секогаш проследена со вакво нешто. Но дали како секој индивидуално ќе ја надминува, не може да кажеме конкретно дека ќе важи нештото за сите. Секој си го поминуваме своето тагување, постојат теоретски како тоа изгледа, но пак ќе кажам, сето тоа не важи во оваа ситуација, баш како дека можеме да кажеме како по книга. Да, навистина сите оние христијански адети кои што ги имаме, што се врзани традицијата за оплакување и така натака, сите ти имаат некаква логика и во психологијата, и 7 дена, и 40 дена и слично. И тагата останува, значи ќе остане и за година дена, ќе остане и цел живот за семејствата кои што загубила. Интензитетот само и начините кои што ќе ги најдеме за да функционираме во секојдневието е различен. Има ли вистина или е мит, можеби, дека има некои 5 практично, да ги кажеме, фази на тагување кога ќе се соочате со таква една тежина? Не е мит, пак ќе кажам, тоа што важи за еден човек и постои како теорија во психологијата, што мислам дека не треба да ги обременуваме луѓето, не мора да важи за сите. Но она што е битно значи секој ќе се ја носи својата тага со себе, начините како да се справуваме во секојдневието со таа тага и повторно да функционираме и да живееме, можеме навистина тука да помогнеме во тој дел. Необично е тоа што кога се тажи, тука веќе станува збор за многу семејства во исто време што тажат. И затоа овие правила или теоретски како се опишани малце е се поголемо. Значи,
не можат попредимензионирано, баш да бидат не се идентични. Но ќе трае. Она што е веќе јасно, повеќе од јасно е дека ќе трае, дека на тие лица ќе им треба подолго време поддршка. Каква е состојбата во училиштата? Споменавте дека се обучени училишните психолози, кои што нели мораат секојдневно да бидат во комуникација со децата, да едноставно да им објаснат можеби како оваа ситуација да се надмине. Така, значи не само училишните психолози, ние носевме психолози училишни од цела Македонија, претежно дотуша од Скопје беа, ги носевме во Кочани и во другите градови. Училишните психолози во самите места беа реално засегнати, директно или индиректно, и на нив не ги обременувавме со тоа дека треба да помагаат, иако имаше вклучување и од тие колеги, сакаа да помогнат, се чувствуваат многу покорисно кога може да се најдат тука, без оглед на нивната болка. Ние, всушност, сега во овој период, преку проектот што веќе го спомнав, ги обучувавме наставниците како да се справуваат со учениците. Она што го гледаме на терен, додека бевме нели по училиштата, да, постепено се враќаат рутините, особено кај помладите во осмолетките. Веќе делумно, колку што може да се каже, нели, нормално функционирањето во рамки на училиштата. Има во средните училишта се уште има траума и ќе биде потребно дополнително работење, меѓутоа овој пат веќе нема да биде пружање на прва психолошка помош или психосоцијални интервенции, туку ќе се работи со посттравматски стресен синдром или пак со трауми. Значи веќе на тоа ниво ќе треба да биде насочена и така се подготвува да биде насочена работата на психолозите што ќе одат. Со тоа што во овој случај, бидејќи станува збор за експертска работа, значи ќе бидат исклучиво лиценцирани психолози кои што ќе бидат добро обучени и ќе знаат точно што прават на терен. Значи одговорноста ќе биде многу поголема. Така, во Штип, чинам да не сгрешам, имаше отворен центар за младинско советување. Да. Сега споменавте не е само Кочани, практично цел регион ја преживува оваа. Да, направивме, значи веднаш кога се случи настанот и кога се вклучивме, ние беше првиот ден веднаш. Во договор нормално со ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев направивме советувалишта, на нивно барање пред се беше, и они ни отстапија и просторија и ни дадоа сите ресурси што ни беа потребни, и комората тука направи како еден тип на база, значи за што се однесува на делот на Штип, така да отворивме психолошко советувалиште. Сите ученици и студенти можеа да дојдат во советувалиштето, но и лицата кои што идевме на терен во Штип, идевме по училиштата. Така. Оваа ситуација што практично целото македонско општество мислам дека го измести од границите на и на тагата, да ја речам таа колективна тага и на размислувањата, е дека не става сите граѓани да размислуваме малку повеќе и да излеземе некаде, можеби нешто што било порано минорно или не сме го ни приметувале, дали објектот има излез соодветен, дали има хидранти, дали има нели ПП апарати или слично. Сега мислам дека нема човек кој што ќе седне некаде и нема да размисли кога и да влезе во некој објект, дали се размислувало многу повеќе на тоа, како превентивни мерки. Дали и тоа можеби е некој психолошки момент кој што ни наметнува нов начин на размислување во новото нормално, ајде да го речам, после Кочани? Мислам дека дојдовме до некоја нова свесност за тоа како сакаме да живееме, колку сакаме да бидеме сигурни, но и до свесност за тоа дека секој од нас има лична одговорност. Ние сме системот што го бараме. Така. И во работилниците доста на почетокот, бидејќи младите беа лути, кога ја во работилниците ја бадеа таа лутина, најчесто беше на кого сте лути на системот. Викам, тоа не е човек, па нели нешто да направиме со човекот, туку дојда до свесност дека всушност сите ние го правиме тој систем и дека ако сакаме нели да се чувствуваме безбедно, треба да придонесуваме за тоа. Така да веројатно ради тоа како една од свесностите што ни се појави, ни треба да очекуваме од некој нас
постојано нели да внимава на нас, него треба ние самите да внимаваме и да ги почитуваме правилата. Ако самите ги почитуваме правилата, многу е помала веројатноста нели да се случуваат вакви неубави ситуации и да, навистина мислам дека се освестуваме постепено и како народ и стануваме и многу поемпатични, нешто што можеби до сега го немавме така како експлицитно да го осетиме. Јас пак ќе повторам, психолозите сите идевме волонтерски и ни еден од психолозите не доби надокнада за тоа што одеше, ниту пак побаравме. Значи да бидеме на чисто, никој не побара. Тие барем што бевме на почетокот на терен. Сега слушам дека имаат нешто колеги кои што не доаѓа кога беше најпотребно, сега идат преку проекти што нели секој со својата одговорност и тоа што го прават, но многу е битно да одговорноста на секој од нас да биде нели во преден план, да знаеме точно што правиме и како го правиме тоа. Така, особено во вакви сензитивни ситуации во кои што нема човек кој што не е погоден и емотивно и психолошки од друга страна. И Министерството за образование споменаа дека планираат да се фокусираат на психосоцијалната поддршка, вклучително и на безбедносните стандарди во училиштата. Ќе бидете ли вклучени во тој сегмент? Значи, во тек е подпишување на меморандум за соработка помеѓу Комората, Црвениот крст и Министерството. Значи, ова се случува веќе на терен, така да најверојатно ќе бидат сите, претпоставам, сите институции во истото. Ние се обидовме и преку буките и за психосоцијална поддршка, нели да сето тоа беше заеднички. Нормално учествува и Бирото за развој на образование. Не е ништо направено надвор од знаењето на институциите, баш напротив, во тесна соработка со нив сето тоа се случуваше. Студентите нешто дали планираат нешто да се вклучат или покажаа ли некој интерес? Ако мислите за студентите воопшто на по психологија еве дали имавте некоја активност дополнително со нив? Или по младите колеги од Комората? Се понуди да биде таму, тоа беа најмладите психолози, ентузијастични, особено студентите. Значи, студентите навистина не знае, ние како универзитетски професори додека се случуваше ова, имавме и предавања, претежно онлайн, ради настанот, но одвојувавме повеќе време за разговор со нив на темата и она што го добивме како фидбек беше кажете ни што може ние да направиме. Значи, она што би сакала да го принесам на граѓаните во тој регион, дека навистина сите млади беа, не само младите, всушност целиот народ беше емпатичен и сите сакаа на некаков начин да помогнат. Значи студентите давале, ме информира, ние отидовме да даваме крв, носевме вода, кажете ни што може друго да направиме. Значи они чекаа напатствија, нормално дека напорно беше, добар дел од колегите додевме до ситуација на бърнаут, односно на прегорување од секојдневното одење на терен. Сепак сите се луѓе, нели? Да, и не смеевме да си дозволиме недоволно обучени, особено не студенти кои што немаат се уште завршено или немаат дополнителна едукација, да ги пуштаме и да ги изложуваме на такви состојби, но навистина се нуда и се што можат друго, освен да одат на терен, го правеа. Така, за да се практично и се покажа колку е голема важноста од психолошката поддршка во вакви моменти. Евалуацијата на медицинските тимови заврши и лицата кои што беа повредени покрај медицинска помош и тие ќе имаат потреба од психолошка поддршка. Дали веќе почнавте да работите со дел од нив? Значи, како што кажав, психолошкото советувалиште во Кочани функционира. Имавме и до сега интервенции, посериозни интервенции со фамилиите, со семејствата на загинати или на повредени, но остануваат, значи, овие тимови и ќе се работи баш со лицата кои што имаат, што се директно биле вклучени, биле на настанот, претежно за посттравматско стресно растројство и на траумите. Така, првично, така и да завршат и медицинските нели тимови и верувам дека
не верувам, сигурна сум дека вашата помош е навистина клучна во овие моменти, затоа што, како велат, многу е важно да имате некој покрај себе на кого ќе можете со кого ќе можете да ги споделите, нели, емоциите. За жал, оваа состојба, повторно ќе речам, не ни беше една голема колективна тага и траума која што ќе ја носиме многу долго, но верувам дека ќе изнајдеме заеднички начин и модел да се справиме со целата таа ситуација. Комората и Црвениот крст и Министерството за образование ќе продолжат, нели, да бидат тука и се што ќе следат и други чекори кои што ќе се превзимаат, затоа благовремено, нели, ќе ве известиме. Не ги оставаме луѓето таму, постојано ќе бидеме, нели, во дослух, но еве и за порака за сите оние колеги кои што можеби преку проекти ќе учествуваат, да не одат на своја рака, туку да се консултираат, затоа што веќе со многу од лицата е работено и добро е да не се направи поголема штета доколку идат некоординирано. И една само за заокружување на ваша оценка, психолошка, да речам, оценка и пред се и човечка оценка, каков град е Кочани после пожарот? Значи, не можам да кажам дека исто како што беше. Навистина, на почетокот беше како град на духови, затоа што многу малце се движа, не комуницира луѓето меѓу себе. Не е иста состојбата, постепено се враќаат рутините. Она што сега последното бевме по училиштата, се слуша джагорот, функционираат и институциите почнуваат да се враќаат тие рутини на секојдневието, што всушност е целта и на тоа што го правиме ние. Благодарам многу за издвоеното време, верувам во вашата работа и верувам во тоа што практично го нудите како помош, дека ќе биде барем еден импулс повеќе да им се помогне на овие луѓе во најтешките моменти. Благодарност уште еднаш. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Останете со нас.